Стомачните вируси, овчите сипаници и грипот се трите најчести заразни заболувања со кои се соочуваат граѓаните во текот на една година. Не разболуваат и бактерии што предизвикале труење со храна, а имаме и шуга и шарлах, како и сексуално преносливите болести. Минатата година, според податоците на Институтот за јавно здравје, има пораст на бројот на заболени од зарази, а од инфекции починале 12 граѓани. Во текот на 2016 година, лекарите во институтот каде што се евидентираат болестите со кои се соочуваме, пријавиле вкупно 23.964 заразни заболувања од акутни зарази, како што се водат во евиденцијата без грип, туберкулоза, ХИВ, сида, хронични хепатити. Бројот на регистрираните случаи од овие зарази лани е зголемена за 20,7% во однос на претходната година, кога биле регистрирани 19.000 случаи. Во 10-годишниот период од 2006 до 2015 година, најголем број заболени регистрирани се во 2008 година, додека најмал број во 2006 година. Почнувајќи од 2011 година се регистрира постојан пат на бројот на регистрирани заразни заболувања се до 2016 година, коментираат од институтот. Како и во 2015 најголем број од акутни заразни заболувања лани биле ентероколирите, познати како стомачни вируси и овчи сипаници, кои заедно чинат 89,8% од вкупниот број. Најголем број заболени се пријавени на територија на Скопје, а овие зарази најмногу ги разболувале децата до 9-та година. Грипот минатата година измачил 43.641 граѓанин. Најголем број од заболените се регистрирани во првите 20 недели од 2016 година, односно случаи што припаѓаат на сезоната 2015-2016 година. Најмногу се разболувале граѓаните од 15 до 64 години, а лани грипот усмртил двајца постари од 65 години. Во 2016 година, најголемиот број заболени се регистрирани во групата на цревни заразни заболувања, односно 100.000 жители. На второ место по бројот на заболени се капковите заразни заболувања, меѓу кои се и овчите сипаници, со кои 10.758 пријавени случаи. Лани имавме 3 епидемии на овчи сипаници во кои заболеле вкупно 361 лице. Иако не се голем број, не одминале ниту шарлахот, пнеуматските инфекции и пнеумококите.